Времиња златни, времиња на нашата младост. Долетавте и одлетавте како млади гулаби. Со вас и животот несетно побегнува низ дланките. А останаа спомените. Спомените за минатите времиња, спомените од старите пожолтени фотографии кои некогаш биле живот. Прилеп. 1917 година, која го одбележува вистинскиот пароксизам на Првата светска војна. Паланка, прилепена на Пелагониската висорамнина, исто притисната од легендата и митот и од историската оптовареност. А со стварноста како единствен парадокс на екзистенцијата. Поодалечено од границата, Прилеп служи како полигон за одмор на германските и бугарските војски. Меѓу нив, притиснато од стравот на војната неизвестност, едно 16-годишно момче неуморно снове меѓу војниците и им продава мекици. Обично, што би се рекло, незабележливо момче. А во него многу сонови и копнежи, многу чуда, мечти, кои само човекот со својата работа и труд ги прави стварност. Кинематографијата кај мене почната значи како нешто љубов кај не од 17-та година. И од 17-та година јас продавав мекици, правив питулици, мајка ми пржеше, јас и носев питулиците по војската и за да дојдам до пари. И јас стварно заработив пари, и дадов на едни војници кои седеа во нашата куќа тогаш. И тие војници да ми купат проекционен апарат. И ми купија и ми донесao од Германија 17-та година. И тој беше апарат на газолин, а не беше со струја. Од далечниот и непознат Дрезден, дури во Прилеп, стасува првиот проекционен апарат, марка Ернеман. Веднаш по монтирањето во импровизираното кино барака, ќе потечат првите метри филмска лента од првата верзија на филмот Дамата со камелии. И кога донесо, значи, почнав една представа, направив така проба со газолино, втора представа, трета представа, газолино се парчи. И немаше газолин и ваздухот кај да се купи. И од тука ме разбираш, мораше да барам начин за струја. И пак поново се потрудив да створам пари, да купам мотор, динамо, купив мотор Дајц, исто преку луѓе истиве, од Германија, Дајц мотор, 7 којна и динамо Сириус 4 киловати. И дојде, значи, динамото и моторо, ги куплував со каиш и добив струја и после тоа, а истовремено нали беше на ова газолин таквото ламбата и ја преправив ламбата, ја направив на да гори преку ќумури, графит, позитив и негатив и така, значи, добив за ламба за проекција на апаратот. И во биоскопо, кога што го направивме, ме разбираш, турнавме куќи стари и го направивме. Тоа е на улица, овдека, Моша Пијаде. И монтирав, ме разбираш, 7 ламби, една надвор, во дворо, една на улица, 2, и после тоа монтирав уште 5 ламби
кој е во салата и во машин хаус една лампа, околу 9 лампи така бе. И севте кога пуштив струјата и надвор на улица светна електрика. И туку свика деца. А тогаш беше време сето по улици со петромах лампи, со лампи од газија. А пак, кога видел децата, свика, што е ова? Ова е сонце надирек дошло овдека. И чудно му стана, ме разбираш, и после веќе изнаучија да отие струја и така натајки. Да. Со Пане Напе сме многу блиски пријатели, апсолутно од секогаш, ко млади уште. И Пане Напе еден е од првите што во Прилеп отвори биоскоп. Филмовите, бидејќи заинтересирани јас многу за филми и живееме многу, добри блиски. И филмовите кој ќе дојше Путник, идеше од Загреб Путник, Русин беше тој, од револуцијата што избегал, нали? И Путников ќе дојде во Прилеп и ќе дојде за кај Пане Напе и нуди филмови, списак, нали, од сите филмови. И ќе ме викни Пане Напе и земаме, читаме во списоко гледаме. Што гледаме? Ана Каренина. Грета Гарбова главна улога. Од Лав Николај Толстој. И на Путников му велиме, овие филмови, овие редиме од Горки, што имаше разни филмови, тие редиме. А Путников не вели, шта е бре то? Путников, Русинов. Шта е бре то, вели? Па кој филмови? Па зашто каубојски? Па зашто не се молиме каубојски? Како то? Па знаеш шта? Па у Скоплю каубојски више, а у Битол рекорд, највише каубојски филмови. Највише каубојски. Добро, ми волиме овие филмови. Добро, у реду. Те. Се не правиме прашање за цената, да тој ќе рече ти овие се поевтини, овие поскапи, нали се плаќаше различито тогаш. Не не интересира, Пане Напе разбира се, како биоскопо, стопан на биоскопо, и вели, добро, дај што велиме, тој ќе ни дајш. И се ние сме тие што се интересиране многу, и Пане Напе специјално, кој што реков, тој беше заинтересиран од секогаш, одамна, по тие работи, исто и јас, и порачките овие крајме. Значи, руски филмови, Ана Каренина, таква работа сето тоа, сериозни филмови. Во киното ќе работи целата фамилија Напески. Едни ќе стојат на врата, други ќе одржуваат ред, а Пане ќе биде кај проекциониот апарат. Во годините што се нижат како Гердан, љубопитниот дух на Пане Напески не ќе мирува. Во 1921 година ќе појде во Битола и таму, во Гранд Хотел Америка, ќе отвори кино што во 1918 година го отворил некој македонец, доселеник од Америка. Секако дека Пане Напески е еден од прилепските граѓани, од ретките прилепски граѓани, кои што преку прикажувањето на филмот, почнувајќи негде, колку што ми е познато, од 1917 година, мощно допринесол за развитокот на културата, а во известна смисла и за определени напредни идеи во градот Прилеп. Познато е, а јас се сеќавам на многу моменти, кога кај младината нарочито делуваше репертоарот филмски на кој што беше прикажано главно во собственото кино на Пане Напе. Пане Напе имаше голема смисла уште во свое време за избор на филмски репертоар, така да неговиот репертоар беше интерес и за повозрастните, а посебно за помладите. Особено беше привлечен репертоарот на неговите познати авантуристички, вестерн и акциони филмови за децата.
Јас би можел да ви раскажам како доказ на ова колкав беше интересот кај младиот свет, еден момент свој во кој што е изразен, уствари се експонира тој интерес. Јас како ученик во основното училиште негде 36-те, 37-те години, за време на ваканцијата, работев кај дедо ми кој што беше ковач. И за неделниот труд, почнувајќи од понеделникот до саботата, јас во саботата добивав од дедото 2 динари. Тие 2 динари токму беа за да можам да ги искористам да гледам една представа во киното Балкан на Панета. Покрај тоа што јас имав привилегија, бидејќи вујко ми беше киноапаратер во кино Занатски дом, кој што се отвори 36-те години негде, и покрај таа привилегија што може да одам да гледам бесплатно филмови, јас често пати и во главно кога добивав по 2 динари на овој начин и сличен начин, јас ги користев да ги гледам филмовите на репертоарот на киното Балкан. Сакам да кажам дека многу беше привлечно киното, односно репертоарот на киното Балкан, кој што го формираше самиот Пане Напе, за разлика од тоа што во кино Занатски дом имаше совет кој што формираше определен репертоар. Значи, биоскопот веќе требаше да прерасни во сручност. И јас веќе требаше да се оквалификувам како мајстор. И барав начини 300 да можам да бидам примен во Белград како како кинопроекториста. И јас отидов во Белград да полагам киноапаратерски испит и кога појдов таму, даже ми вика, што си ти дошол, вика, дали си се спремил, дали си научил, овдека не се иди со незнање. И јас ми падна дури страм. А тие мисле да оти, јас сум бос. Нема ништо во главата моја. Ама, ќор му излезе сапо. Од тука ме разбереш, па му викам, јас ќе се пробам, ќе видам, ќе полагам, ако положам. И тогаш се пријавивме 13 души. Од сите тие 13 души што полагавне, положивне само 2. Еден од Белград, Пестич, и јас. Втор. А сите прво полагавне законно радњава. После ме разбираш, целиот процес ме разбираш на кинематографијата, движењето и даже правимне шеми на инсталации. Бевне, можам да кажам, комисија, ние бевне 13 души, а може 15 души комисија бе, ко полагаме. И можам да речам да сето беше преку од мерата сручност поголемо нешто. И даже беше и заплашени. Имаше и скопјани, дојдено таму на испит. Имаше од други градиша од Југославија. И кога дојде, значи, и поднесовни ние шемите за инсталација на една биоскопска сала. И поднесуваме и со одредена мера на димензија, да, каква жица на кое место и оптереќење, кој што кажав јас овдека сега. И само кога ја поднесов, например, таа инсталација,
ја предадов на комисијата и туку почна сите со едната глада да си мафта, да си покажува. Значи овај не бил бос. Да. И појде кај сите на комисијата. После дојде инженер електротехнички пак да провери знаењето. Носи шемата и на кое место колку квадрата треба жица, колку оптереќење. Имаше еден такво лустер, ме разбираш, на околу платното, 150 ламби. За тоа оптереќење по 25 вати, секоја една ламба, колку киловати изнесува? 150. И јас му кажав, му напишав, да. И главно ме, добро младиче, и бегај. Да, си отиде. Дојде овај мајсторо Новаковиќ, да полагаме за еден дел од практичната работа. Колку квадрати тргат филм, проекциони апарати, колку метра во толку време одредено се истргува и така напеки. Поминавме и со него. После дојде овај инженер за пожарната, пожарогасители. Какви пожарогасители треба да имаш? Јас му кажувам, да, треба да имаш, му викам, во кабината. Прво, крпа мокра. Второ, не крпа мокра, него бреќа. После тоа му викам, треба да имаш пожарогасител. Трето, треба добошите да се со азбест покриени. Оти немите филмови станува палење. Пане Напе го познавам уште пред многу години, уште во бивша Југославија, како трудолюбив човек и како човек што сака да остави свој споменик. После ослободувањето работевме заедно во техника. Тој предаваше таму дури автомобилизам, а јас бев по фото таму. И сега работи многу, трчат на преку 70 години свој со апаратот, шетат низ игралиште, сака да остави спомени за фудбалот, за разни спортски догаѓаи во Прилеп. И така го знам Панета како чесен работник и како чесен човек. Работата и трудот се единствена мерка за човекот, за човечното во него, како што вели Пане Напески. Тој е еден од пионерите за формирање на прилепскиот фудбал. Во 1917 година, заедно со уште неколку другари, го формираат клубот Огнена искра, во која е активен играч. Подоцна, по директива на Комунистичката партија на Југославија, формиран е и фудбалскиот клуб Гоце Делчев. За патронен празник на клубот бил одреден денот на Кирил и Методи, а во неговите редови најсвечено бил прославуван 1. мај. Напески е еден и од учесниците за формирањето на културно-уметничкото друштво Абрашевиќ. За време на окупацијата на нашата земја продолжува со прикажувањето на напредни филмови. 1941 година во салата на киното се одржува собир за формирање на библиотека. Неговиот брат и сестра стануваат скоевци, а тој ќе го овозможува одржувањето на состаноците. Киното, украсено со црвени знамиња, бојата на комунистите, ќе биде сослушуван, затворуван и измачуван. Во слободното растење на својата земја и својот народ, со сето срце ќе работи во народна техника. Негови ученици се над 4000 трактористи, шофери, киноапаратери,
fotografi i особено неговите залагања и резултати во воздухопловниот сојуз. Со нас се 41-то признание од Сојузен на републички и градски карактер. Филмовите ги набавував веќином од Загреб, од Paramount, од Fox Film, Merkur Film, после имаше фирми и во Белград, од Роса Филм, Николиќ, од Авала Филм и така натаќе. Кога бе неми филмовите, јас многу пати гледав да земам да отпочнам да свирам. Од кабина ќе слезе на публиката и придонесам поголемо задоволствие тоа време, кога неми филмовите. И јас свирев на пијано и со следната музика, например, за драмите по специјална музика, за ковбојските филмови, ме разбираш, по специјална музика, за комичните филмови, пак по специјална и трагедиите, например, што бе, и тогаш почнував да свирам. Беше специјално за оние комичните филмови. А за односно грешив, тоа избришете го некако, ако може. Беше специјално за ковбојските филмови. Јас се греши. А пак за комичните филмови беше друга музика. Ја грешен. Сета е грешен. Значи, тоа беше за комичните филмови, а пак за ковбојските филмови е следната музика. За драмите беше друга музика.
Minуваат денови, месеци, години. Поминува така животот. Но делото на човекот останува за сите времиња и генерации.